Недостатоци во третманот на 24-годишната родилка чие бебе почина во неделата при породувањето во Битолската болница, констатира инспекторите на Државниот здравствен и санитарен инспекторат при вонредниот инспекциски надзор. Оттаму соопштија дека ќе бидат изречени прекршочни мерки за еден лекар гинеколог која примил пациентката, за болницата и директорот. Во извештајот се наведува дека младата жена првпат се јавила на преглед во саботата, при што ја прегледал дежурен лекар на оделението за гинекологија. Потоа повторно дошла 2 часа по полнок во неделата и е примена од истиот лекар со болки, извршен е преглед, дадена терапија пошто е пуштена дома со образложение дека породувањето не е започнато. Пациентката била отпуштена дома со препорака доколку се јават болки или прскање на водењакот да се јави на оделението, но во медицинската евиденција не се внесени дадените препораки и нема отпусно писмо. Пациентката се вратила на болница во неделата околу 14 часот. Повторно е прегледана, но сега од други гинеколози кои биле дежурни, пошто констатирале дека таа веќе е примена на оделение, иако при примопредавање на дежурството изјавиле дека тоа не им било пренесено, ниту е запишано во рапортната тетрадка. Во 15 часот во неделата е извршено породување по природен пат со употреба на вакуум. Родено е живо машко дете. Покрај упорната реанимација во траење од 2,5 часа во 18:25 часот констатирана е смрт на новороденото од страна на присутните лекари, специјалист педијатар, неонатолог и специјалист анестезиолог. За стручниот дел од лекувањето, инспекторите ќе побараат стручен надзор. Исто така се очекува и обдукциониот извештај за да се утврдат причините за смртта на бебето. Се уште не е готов и извештајот од обдукцијата на 6-годишната Јана. За двете трагедии што за 20 дена се случија во Битола, попладнево битолчани со сирени протестираа пред болницата. Велат дека оставката на директорот не е доволна. Бараат одговорност и одговори за двата случаи. Дојдовме тука да го вклучиме сепак поново алармот тука директно пред болницата и сметам дека оставката не значи ништо. Оставката за нас не е никако сатисфакција ниту капка утеха. Сметам дека внатре треба да се потребни реформи. Внатре се потребни итни мерки, не инспекција да иди само кога имаме вакви случаеви, инспекција да иде постојано, да се формираат тела, работни органи, јас не можам тоа да го кажам, си има министерство, си има луѓе платени за таа работа. Ова е трет протест на битолчани по смртта на малата Јана Христовска, која почина по дадена инфузија. Велат дека ќе продолжат се додека не се слушне нивниот глас и не се дознае вистината за смртта на двете деца во Битолската болница.